Давање лекови без конзилијарно мислење на комплетна историја за другите болести и хемотерапија која го кратела животниот век на пациентите. Ова се само дел од неправилностите кои ги откриле лекарите од Словенија, кои по барање на обвинителството анализираа како тројцата обвинети онколози ги лекувале своите пациенти. Маја Равник и Јасмина Јордан од Медицинскиот факултет во Марибор сведочеа денеска на судењето во кое обвинети се Нино Васев, Симонида Црвенкова и Драган Јакимовски. Словенечките лекари вештачеле болнички истории на 51 пациент од Македонија, но како што рекоа во судницата, за само еден постоела комплетна документација за текот на лекувањето. Генерално, медицинската документација за пациентите беше нецелосна. Во голем број случаи наведено е дека пациентот добивал лек, но без да е забележано дали е направена анамнеза, клинички преглед или конзилијарно мислење. И во судницата се анализираа историите на болеста за секој од пациентите. Според словенечката докторка, онколошките болни добивале погрешна или задоцнета терапија. Целокупното лекување со имунотерапија и хемотерапија без индикација докажано водело кон напредување на болеста, што е констатирано со документацијата. За одбраната на водите на докторката од Словенија биле теоретски. Комбинацијата и менување на терапијата, обвинетите онколози често ја правеле и заради недостигот лекови на позитивната листа. Кој може да предвиди уште колку време пациентот ќе живее за да каже, како што каже вештакот, не смее више да му се дава терапијата, он е готов. Ви слушнавте и самите. Тоа е толку ригиден став, кој што во нашата онколошка пракса, морам со гордост да кажам, не се применува, него е многу пофлексибилен и затоа имаме резултати на преживување повеќе од 5 години. Идниот месец ќе сведочат и доктори од Србија, кои по барање на обвинителството проверувале како нивните колеги од Македонија лекувале онколошки пациенти. Зоран Јаневски, Сител телевизија.